Затвореноста на институциите за лекување ментални болести за јавноста остава простор за шпекулации, што навистина се случува таму. Енигмат до ден денес остануваат причините за смртта на 375 лица, колку што починале во изминатите 23 години во специјалниот завод Демиркапија. Непознати се причините и околностите под кои настапила смртта затоа што за ниту еден штитеник досега не била извршена обдукција. Во ниту еден од случаите не е побарана обдукција, односно да се бара утврдување на причината за настанување на смрт. Едно од нашите препораки е токму во таа насока. Добивме одговор од надлежните органи дека во иднина секако ќе се води сметка за тоа и во случај на сомнеж за настанатата причина за смртност кај определено лице ќе се применува ова мерка која што му стои на располагање на центарот, кој што во конкретен случај има обврска тоа да го бара, имајќи во предвид дека со превземањето на улогата на старател, неговата грижа и неговата обврска е целосно да се грижи за најдобриот интерес на тоа лице. Документите до кои дојде Макфакс потврдуваат дека за починато лице минатата година исчезнало медицинско досие, во кои се наведени причините за смртта. Починатиот штитеник повраќал измет и имал болки во стомакот. Покажаната лекарска помош во болница во Велес, тој е вратен во Демиркапија, пошто починал. При увидот на досието беше пронајдена изјава на главната медицинска сестра со која потврдува дека досието на починатиот го предала на социјален работник. Но при прегледот на досието утврдено е дека недостига извештај од лекар од општа болница во Велес и рентген снимка на абдоменот. За исчезнувањето на медицинските документи нема иницирано ниту една мерка на одговорност од страна на одговорните лица во установата. Хелсиншкиот комитет за човекови права во својот извештај наведува дека повеќето од смртните случаи се резултат на белодробни заболувања. Повеќето од штитениците кои починале биле неподвижни, со длабока ретардација и сместени во блокот Б2, каде што нема врати на собите, при што тие биле изложени на постојан провев. Најголемиот број на случаи смртни во Демиркапија секако резултат на бронхопнеумонија, што исто така говори за еден многу низок имунитет, несоодветна исхрана, немање на чист воздух. Дека условите се субстандардни и нема соодветна грижа и недоволен стручен персонал, алармира и омбудсманот. За здравието на оваа категорија лица се грижи само еден лекар, кој доаѓа на повик бидејќи не е постојано вработен во домот. Забележено е дека неподвижни лица биле оставени сами на себе, лазеле по подот каде што течат фекалии. Загрижуваат условите од хигиенски аспект, како во просториите, така и во, би рекла, дополнителните простори, како што се санитарните јазли, кујната, собите за дневен престој и така натаму, каде што, за жал, утврдивме дури и фекалии на отворен простор. Имаше многу задушли воздух во просториите, се почувствуваше таа непроветрување на просториите. Според стручни препораки, за секое лице треба да има по еден негувател, но во Демиркапија тие се само 70 на 277 лица. Во западниот свет, да речам, во оние земи каде што постои еден повисок степен на развој на демократијата, на социјалната заштита, на културата и пристапот кон овие луѓе, постојат домови за такви луѓе каде што во помал број се сместени и за нив се грижат повеќе луѓе. Значи да речеме, една куќа во која што се сместени тројца, четворица луѓе, друга куќа, тоа зборуваме за најтешките случаи. Меѓутоа, науката и пристапот, значи развиениот пристап во третирањето на ваквите луѓе покажала дека може да се научат самите да се грижат за себе. Слична е состојбата и во психијатриската болница Бардовци. Решетки на прозорците, дотраен инвентар, стари душици и двор обраснат во трева со купишта ѓубре забележа камерата на Макфакс. Извори од болницата тврдат дека болните се лекуваат во лоши услови. Недостига стручен персонал, а ниското ниво на хигиена е причина за многу заразни болести, вели еден роднина на лице што се лекува во Бардовци. Има вошки, не можеме да го исчистиме. Во болницата не ги третираат, ги оставаат сами да се снаоѓаат. Често се во валкани алишта, не ги перат, не ги бањаат. Министерството за здравство, под чија надлежност се овие установи, во писмена изјава информира дека се работи на стратегија со која ќе се подобрат условите.
Еден од главните фокуси на Министерството за здравство е токму оваа проблематика, бидејќи сме свесни за обемноста и комплексноста. Болничкиот сектор во Министерството, како и други стручни лица од областа, веќе работат на пообемна стратегија за унапредување на условите во овие установи, зајакнување на кадарот во установите, како и целокупно подигање на квалитетот на здравствена заштита на оваа исклучително чувствителна група пациенти. Сепак, експертите од оваа област се и понатаму на ставот дека во согласно со европските стандарди, вакви установи треба да станат минато, а третманот на овие лица да биде надвор од институциите за класично болничко лекување.